Беше тоа на 25. октомври 1689 година, кога австрискиот генерал Енеа Силвио Пиколомини го запалил Скопје. Во тој период градот бил зафатен со епидемија на колера. Пиколомини наредил градот да се запали за да се сопре епидемијата. Градот горел 2 дена, до темел изгореле голем број куќи и дуќани, но епидемијата не сопрела. Дури и самиот генерал Пиколомини се заразил од колера и набрзо починал. Беше тоа на 25. октомври 1908 година кога весникот Вашингтон Хералд објавил текст под наслов Мала Македонија и е репортажа од кафеаната Македонија на Васил Поп Стефанов, која, како што вели репортерот, се наоѓа на чекор од стокатниците на Манхетен во Њујорк. Во Македонија новинарот разговара со неколкумина гости со свежи спомени од нивните комицки денови кои му ги пренесуваат на гостинот. Беше тоа на 25. октомври 1912 година, кога по 520 годишно владење на османлиите го напуштаат Скопје, а веќе наредниот ден влегува Моравската дивизија на српската војска, со што градот потпаѓа под српска окупација. Кметот Решат Беј го замолил рускиот конзул решението да го предаде на српските војски. На 25. октомври 1995 година, амбасадата на Република Турција во Скопје го информира Министерството за надворешни работи на Република Македонија дека Република Македонија е примена за полноправна членка на Црноморската конвенција за соработка во областа на културата, образованието, науката и информирањето. Беше тоа на 25. октомври 1925 година, кога во селото Долнени е роден Пеце Атанасовски. Неговите први музички ангажмани започнуваат со националната радиостаница. Бил професионално ангажиран во Радио Скопје и во Државниот ансамбл за народни песни и игри Танец во Скопје. Од 1959 година до пензионирањето бил раководител на оркестарот од народни инструменти во Радио Скопје и кореограф на повеќе од 20 културно-уметнички друштва во Република Македонија. Од 1966 година, полни 29 години, ја раководел фолклорната школа за странци во Отешево. Со своите гостувања со разни културно-уметнички друштва низ светот ги афирмирал високите достоинства на македонскиот мелос. Пеце Атанасовски беше долгогодишен раководител, кореограф на културно-уметничкото друштво Илинден од Илинден.